Единствениот истек на Охридското езеро е реката Црни Дрим. Тој е регулатор на нивото на водата во него. Низ Дрим истекува толку вода колку што утекува од изворите и од езерските притоки. Дрим го транспортира песокот што го натрупуваат брановите на устата кај Струга. Извонредната дарежливост на природата, умерената клима, волшебното бело езеро што ја менува бојата неколку пати во денот, устата или истеката на Црни Дрим, како и широкото и богато струшко поле, условиле овој убав крај да биде населен од најстарите времиња. Околу истекот, или како уште стружани го наречуваат устата на Црни Дрим, од памтивек до неодамна се протегало големо мочуриште, кое веројатно го покривало целото денешно струшко поле. Еве остатоци од тоа мочуриште. На многу места тие можат да се сретнат, особено потекот на реката. Не беше потребен голем напор за филмската камера да ги забележи. Дури во известни делови на реката, тој шамак просто се наметнуваше пред објективот. За да се регулира протекот на Црни Дрим, ископано е корито со што реката стана уште поубава. Сега, од езерото, истекуваат по 30 до 35 метри кубни вода во секунда. Со гумен чамет се нурнува дел од нашата телевизиска екипа низ Црни Дрим со задача да го забележи се она што е од интерес за нашите гледачи, видено од тој агол. И на самиот почеток, веднаш по устата на Дрим, наидуваме на првиот мост на реката. Мост најобичен како градба, но многу значаен по настан. Од овој мост, секоја година во рамките на струшките вечери на поезијата, поетите од целиот свет ги кажуваат своите наискрени и највозвишени стихови. Тоа е најспектакуларната приредба на струшките вечери наречена Мостови, која секоја година ги собира поетите од целиот свет да проговорат на цел глас, да ги искажат своите несоници и својата совест за времето во кое настапуваат. Речено е, поезијата не може да го менува светот, но може да го направи поубав. Струга по Охрид е втора градска населба на брегот на Охридското езеро. Низ градот минува Црни Дрим и ја дели на две половини. Но Црни Дрим не истекувал од секогаш вака, како денес. Ќерката на византискиот император Алексеј I Комнен, Ана Комнена, Струга и истекот на Дрим ги опишува како терен на кој течеле 99 реки јазови, што истечувале од Охридското езеро, а Струга како рибарска населба во непосредна близина на Лихнидос и на Патра. Патра во науката се идентификува со една античка населба, чии што остатоци се откриени кај селото Радолиште на нецели 2 километра западно од Струга. Името на Струга произлегува од чист и карактеристичен словенски збор. За потеклото на името има две објаснувања. Според првото, место каде што постојано струже или дува ветер, а според второто, во близина на истекот, устата на Црни Дрим, сточарите ги носеле овците на стриг, стрижење волна. Словенскиот збор строга или струга значи врата на трло за овци. Може би е најблизу до вистината објаснувањето дека Струга значи речен ракав, притока и тоа на место со уреди за риболов. Инаку за прв пат под словенското име Струга
се споменува во еден документ од 11 век. Во некои византиски документи градот се споменува под името Енхалон, што на старогрчки значи јагула. Познатиот турски патеписец Евлија Челебија поминал низ Струга во 1670 година и еве што запишал. Точно во средината на оваа касаба Струга, Еминагата подигнал голем дрвен мост на 12 лакови, долг 150 чекори. На тој мост, на Диреци, е подигнат голем дворец. На средината на тој дворец, на мостот, се наоѓа дрвена порта, навечер чувана од пазванџиите, така што ниеден човек не може да помине од онаа на оваа, ниту од оваа на онаа страна. Овој фотос, направен кон крајот на минатиот век, не го прикажува сарајот на Еминагата, туку сарајот на Джеладинбек. Така вели во своите спомени Никола Поп Стефанија за градбата на сарајот на еден од островите на Црни Дрим во Струга. Во средината на 19 век, Струшката чаршија имала над 180 одлично опремени дуќани со стока добиена преку Битола, Солун и Елбасан. И додека ги гледате кадрите снимени на пазарен ден во Струга, да споменеме дека во минатото прочуениот Струшки панаѓур се одржувал 2 пати годишно, во февруари и во септември, траел по 10 дена и на него можело да се најде буквално се, а најмногу жито. Од тоа време една струшка местност до самиот град го носи името Панаѓуриште. Кон крајот на 16 век, благодареки на погодната географска положба на патот Битола-Охрид-Елбасан, Струга се развива и во други правци. Таа е веќе важен сообраќаен крстопат и раздвижен трговски центар со богат житен пазар и со голем карван сарај. Во 1591 година ќе забележи Бернардовиот патеписец дека сретнал карван од 500 коњи со жито кои патувале за Елбасан и Тирана. И додека пловиме по Црни Дрим и ги бележиме остатоците од Струшкото мочуриште, си припомнуваме на тоа дека и цар Самуил пројавил голем интерес кон Струга. Тој наредил да се исушат мочуриштата околу Црни Дрим, за да се ослободи плодна земја, а и за да ги отстрани маларичните комарци. Наредбата на царот била исполнета, а се претпоставува дека каналите со кои било исушено мочуриштето околу Црни Дрим се викале Струга. Од повеќето културно-историски споменици и бележити места во Струга, се одлучивме да ви ги прикажеме овие. Најнапред црквата Свети Ѓорѓија. Во 1590 година, од кога стружани успеале од турскиот султан да добијат дозвола за градба на нова црква, врз темели на уште постар храм, веројатно од Климентово време, ја изградиле црквата посветена на Свети великомаченик Ѓорѓија. Ова црква, доградувана и обновувана подоцна, станала влијателно жариште на препишувачка, можеби и на оригинална книжевна дејност. Струшките свештеници и калуѓери препишувале неуморно и со голема љубов словенски ракописни книги. Последен пат во црквата работеле во минатиот век браќата зоографи Христо, Исак и Козма Макариови од Галичник. Ако се суди по староста на иконите што се наоѓаат во црквата, иако тие можат да бидат дарувани, потеклото на црквата е од втората половина на 13 век. Од тогаш е и иконава што го представува патронот на црквата во цела фигура. Иконава има голем формат.
Авторот на иконава е Јован, така пишува на опачината од иконата, референдар на Охридскиот архиепископ Константин Ковасилас. Тоа е прв зограф во македонската уметност, чие што име ни е познато. Иконава има високи уметнички квалитети. Таа е дело на изграден и рафиниран зограф, линиите се суптилни, пропорциите хармонични, а колоритот извонредно топол. Престолните икони од иконостасот, Богородица со Христа, Свети Јован Крстител, Свети Ѓорѓија, денес се вбројуваат во најдобрите икони во Македонија од турскиот период. Во црквава, освен иконите, има и други ценности. Иако, најзначајна несомнено е иконостасот во резбра од 19. век, дело на мајсторите од Дебарската резбарска школа. И кога веќе говориме за црквата, да го пренесеме и пишувањето на Хенри Тозер од Лондон, кој во 1869 година, по посетата на Струга, пишува дека во дворот на црквата видел големо училиште посетувано од над 200 ученици, кои биле убаво облечени и чисти. Просветителските дири, што зад себе ги остави Климент Охридски, по долговековен прекин, одново живеа на бреговите на Охридското езеро. Монументалното просветителско дело на Климент се поврза со делото на браќа Миладиновци. Двајцата смели стружани ја навестија муграта на македонската преродба. Зборникот на народни песни што го оставија е потврда за тоа. Во домот на Миладиновци ја снимаме работната соба на браќата. Ни паѓа во очи еден голем ќуп, уметнички добро изработен. Тоа е своерачна изработка на еден од браќата, Димитар Миладинов. На ќупот во горниот дел пишува од раката на Митре Миладин на Постол Миладин 14.10.1858 година. Во непосредна близина на куќата на Миладиновци е куќата на Ѓорѓи Чакарев. Тој е единствениот македонец, сенатор во првиот турски парламент, избран на првите парламентарни избори во Турција, одржани во 70-те години од минатиот век. Користејќи ја сенаторската положба, тој во Струга изградил куќа која со архитектонските особености и оригиналност во фасадата се споредувала со најубавите куќи во Македонија. Ова пак е старата куќа на семејството Дудуловци. Во неа легендарниот Христо Узунов во претилинденскиот период, поточно од 14. мај 1903 година, па се до почетокот на Илинденското востание, организирал илегална леарница која просечно полнела по 2000 патрона дневно. Во 1928 година, граѓаните на Струга ја прифатиле иницијативата на доктор Никола Незлобински за формирање Народен музеј. И додека камерата на нашиот снимател Драги Таневски врши избор од богатиот фонд експонати, да кажеме неколку збора за оформувачот на овој музеј. Доктор Никола Незлобински по потекло е русин. Во Струга дошол на 27. август 1924 година како шеф на противмаларичната станица. Сега, Природно-научниот музеј научно ги обработува музејските збирки, ги одржува, збогатува и се разбира ги изложува. Една постојана изложба на ликовен уметник роден во Струга, Народниот музеј доктор Никола Незлобински има изложено во своите простории. Тоа се делата на сликарот Коџоман,
чии што мотиви се непосредно врзани за Струшката чаршија, пазарот, Дрим и за луѓето од овој крај. Во најнискиот дел на Струшкото поле, до мелиорирањето на блатото се наоѓаа мочуришта. Денес, по мелиоризацијата, тоа се пространи овоштарници во кои доминираат стебла на јаболкото и на крушата. Десно од текот на Црни Дрим, само на неколку километри од Струга е селото Требениште. Крај ова село, во 1918 година, е откриена некропола со многу гробни наоди кои потекнуваат од грчко-римскиот период. Во тоа време, Струшко била територија во која се развивал интензивен културен живот. Колонизираните грци и римјани, заедно со домородците десарети, оставиле видливи материјални траги од оваа култура, позната како требенишка култура. Овие гробни наоди што ви ги прикажуваме потекнуваат од тој временски период, а се откопани од локалитетот Свети Илија во селото Делогожда. Гробните наоди представуваат ѓердан од стаклена паста во сина боја, ѓердан од бела стаклена паста во форма на амфора, фибула или белегзија. Златни обетки со зооморфна представа на лавја глава и така натаму. Материјалните остатоци на оваа култура имаат и свој посебен значај. Квалитетна изработка, богатство на предмети, различни форми, како и различна орнаментика даваат можност да се споредува со истоветни култури од Италија и од Русија. Иранохристијанската базилика што се наоѓа крај селото Радолишта датирана е од крајот на 5-тиот и почетокот на 6-тиот век. Откриениот објект е трокорабна базилика од огромни димензии. Подовите на нартексот и централниот кораб покриени се со мозаична техника со која што релјефно се прикажани флората и фауната од околината. Редок споменик не само за Струшко, ами и за цела Македонија, а и пошироко на Балканот, представува трикорабната базилика посветена на Богородица во село Враниште. Оваа црква е единствена оригинална трикорабна базилика во Македонија со еден покрив на две води. Судејќи по материјалот од кој што е зидана, бигор за зидовите и тули за арките, потоа формата на корабите заедно со апсидите, како и преданието и сегашното име од местното население Кралска црква, може да се Климент Охридски, првиот епископ на словенскиот јазик, како што се среќава во старите историски избори, развил голема дејност во Струга и Струшко. Тој е неуморен сејач на младата словенска писменост, просвета и култура воопшто. Покрај другото, за повременото присуство на Климента во Струга сведочат и некои топонимски имиња. Климентица, рекичка лева притока на Црни Дрим, и Климент Мало во југозападниот дел на Струга. Рибарството од секогаш представувало значаен извор за екзистенција на дел од населението од Струга, особено поради одличниот квалитет на рибите, како што се пастрмката и јагулата. Ова е сегашниот бетонски далјан на Дрим, на кого се лови, се разбира на единствен начин, јагулата. Јагулата е интересен вид риба, карактеристичен за Охридското езеро и за реката Црни Дрим. Пред да биде изграден овој бетонски далјан, постоја повеќе дрвени, особено околу устата на Дримот и во близина на селото
Tašmoru ništa. Ebe kako izgleda tije drveni daljani. Ova je maketa na jedan od daljanite što je izložena vo Narodniот muzej dr. Nikola Nezlobinski vo Struga. Posledniот drven daljan беше урнат во 1965 година поради потребите на хидроенергетиката. Со изградбата на хидроенергетските објекти на реката Црни Дрим се попречи нормалниот биолошки пат на јагулата, која за време на своето свадбено патување патуваше во Саргасово море за да остави наследство со што ја постигнува животната цел, па потоа загинува. Со тоа се закануваше опасноста да исчезне овој редок вид риба. Меѓутоа, со уфрлување на 4 до 5000 килограми младенчиња од јагула, се разбира годишно, што се носат од Северното и од Јадранското море, се настојува да се продолжи и да се запази овој вид риба во Охридското езеро и Црни Дрим. Во подножјето на планината Јабланица, кај селото Заграчани, избива мошне богат вруток. Името му е Шум. Неговата вода се користи за две намени. Едната е вештачка акумулација, а втората, ни се чини многу позначајна, е за вештачко мрестење на пастрмката, чии што младенчиња потоа се враќаат во Охридското езеро. Ова е вливот на потокот Шум во Црни Дрим. Реката Црни Дрим била предиспонирана тектонски. Се всекувала како езерски истек во палеозојски шкрилци од највисокото ниво на езерото. Едно од ретките села што се простира на бреговите на Црни Дрим е селото Дабовљан. Тоа е дрвенџиско село што се споменува во пописот на 1582 година, кога имало 18 домаќинства и 4 неженети. Селото во тоа време било христијанско и влегувало во состав на Охридската нахија. Наоѓајќи се крај реката на Црни Дрим, селото било задолжено да го чува мостот што овде го подигнал еден од членовите на крупниот феудалец од родот Охризаде. Патот што минувал низ овој мост бил најкусиот и најпогоден пат кој од исток преку Прилеп и Ботун одел кон Елбасан и Драч во Албанија. На северната страна од селото Вишни, на околу 3 километри оддалеченост од него, во една многу живописна клисура на реката Сушица, се наоѓа пештерната црква Свети Спас. Црквата е сместена на една карпа што се издига вертикално во височините во една пештера со огромни димензии. Висинската разлика од подножјето на карпата до местото каде што се наоѓа пештерната црква изнесува околу 90 метри. А видикот во далечина возможува како на дланка да се гледа Струга со езерото.
Црквата датира од крајот на 14. век, а живописот во неа од почетокот на 15. Фреско-живописот е сликан во еден слој. Благодарение на конзерваторските работи, извршени од Народниот музеј во Струга, зачувани се композиции на живописот на околу 10 квадрати. Посматрајки го објектот, неговата местоположба, архитектура и фреско-живописот сочуван во него, не можеме а да не кажеме дека е сочуван еден извонреден и по својата специфичност редок споменик каде што човекот, користејќи ги условиите што ги создава природата, изградил едно пријатно, култно место. Кај селото Ташмаруништа, Црни Дрим го губи ликот на река. Одовде надолу, по кањонот, тој веќе е вештачко езеро под името Глобочица. Овде и ја завршуваме нашата емисија.